Цивил медија. Ви благодарам на честа да бидам дел од оваа дискусија или дебата која е доста интересна, во која морам искрено да кажам, се чувствувам доста комотен да бидам Петар Богоевски, а исклучително некомотен член и активист на ВМРО ДПМН. Од тоа што нашето општество го владеа стереотипи, така да имаме еден стереотип на левицата дека само ВМРО се криминалци. Па денеска се изнаслушавме како тоа ВМРО се криминалци. И тука вината наоѓам во министрите на ВМРО ДПМН од 1998 година и 2006 година за внатрешни работи, правда и така натака, како не го видува криминалот на СДСМ од периодот на 90-тите и од периодот на Бранковите влади. Бидејќи ве потсетам што е тоа криминал во Македонија, не научи и СДСМ и господинот Црвенковски, нели? Со тоа поведение и со сите тие плејада министри кои успешно ја приватизираа не стопанството, туку ја приватизираа Република Македонија. За жал. И веднаш од другата страна ги имаме стереотипите на десницата, а тоа е исплукаја владата и ќе бидеш херој денес во ВМРО ДПМН, така да денес ако беше тука премиерот Заев, ќе беше мило да кажам дека ќе беше лесно денес да бидам херој во мојата партија, ако кажев дека тука е аболицираниот Заев, црнилата на СДСМ, хунта и предавници и патриоти ќе беше шлак на се, и јас денеска ќе бев оправдан од мојата партија зашто сум тука. Но за жал тоа е нешто кое денеска е реалност, но во исто време случувањата како што се одвиваат постепено, така се покомодно се е да бидеш во кожата на предавник околку патриот, низ призмата на она што го знаеме од предавството и патриотизмот последниве години. Сега се вратам на темата, тоа е општество без корупција. За мене тоа е утопија. За жал тука се покупа многу, или за среќа со професорката Најчевска, не сум јас виновен што милуваме да зборуваме на иста тема, но јас не сум експерт за безбедност или за борба против корупција, можам да зборувам о социолошки аспект или политички аспект на оваа тема. Општество без корупција е утопија и во таа смисла јас градење на такво општество го гледам да се базира на два пилари, на два столба, да дојдеме до некоја нормална состојба. Тоа е систем, правен и институционален, и тоа е поединецот или личноста кој е дел од тој систем или го воспоставува тој систем. За жал, денеска се наслушавме премногу за системот и за системските решенија и морам да истакнам дека можеме да ги препишеме или да ги измислиме најдобрите законски решенија и подзаконски акти на светот, но личното поведение, да го практикуваме тоа што сме го запишале на хартија, во Република Македонија е нула или не е функционално. Тука ќе ви давам еден историски пример за пропаста на две моќни империи, тоа е римската и отоманската. Колку е интересно. Ист систем кој нудел врвна моќ на светско ниво, пропаднал благодарение на пропаста на моралот на личностите кои низ времето го изгубиле моралот во тие два примери. Најважно го истакнувам поведението морално на поединецот, кое кај нас треба да разбереме дека извира прво од домашното воспитување, социализацијата и образованието, и она што пред неколку дена го зборува во истата, или вчера беше во истата сала, на друга конференција, тоа е политичкото воспитување кој го добиваат луѓето во политичките партии. Ако учите во политичката партија дека си мангуп доколку успееш да го изиграш системот, тогаш не може да бараме решение за проблемот по денешната тема. Моралниот човек со личен интегритет е обврска на сите во општеството, образовниот систем, политичкиот систем. Едноставно тоа е единствена шанса како ќе дојдеме до помалку корупција во ова општество. Јас тука си наоѓам поголема одговорност на десницата, на нас, на мојата партија и на сите ние што се декларираме како десничари, бидејќи ние се колнеме во поединецот, индивидуалноецот и моралното поведение на индивидуалецот. И тука многу сериозно потврдивме. Тоа се гледа и со денешните случувања кои се актуелни по сите медиуми, дека ние тука беседиме цел ден. Тоа кажува дека имаме
не многу работа да завршиме, туку тек треба да започнеме и не треба да очајуваме, бидејќи држава од 30 нецели години е ништо за светската историја, ние се уште сме држава во раѓање, во зародиш. Она кое чувствувам дека беше изоставено денешната тема и дискусија е тоа различни форми на корупција. Кога зборуваме за корупција, сите се концентрираме на финансиска корупција или манипулација на одреден тендер. Корупцијата започнува со лажните ветувања на политичките партии за време на изборите. Така да корупција е или изборна корупција се лажните ветувања кога на човек ќе му кажете дека ќе го вработите или ќе му кажете дека ќе му направите автопат до некој селце или до некој град. А тоа немате никаква намера да го направите. Туку само го користите за гола пропаганда и кампања. Тоа е почетокот на целата таа корупција. Кога ќе го промениме поведението во политичката елита, и ми е жал што замина премиерот Заев да продискутиравме баш на оваа тема, и кога ќе си ги ограничиме ветувањата кои ги даваме на граѓаните во битката за глас повеќе, ќе може да зборуваме за сериозен напредок во поглед на корупцијата. За жал, мојата партија не е пример денес, но се надевам дека ќе успееме да ја направиме пример утре во таа насока и многу сериозно ќе го надминеме СДСМ во тие погледи. Ви благодарам многу. Цивил медија.